Добар ден на сите и среќна нова година. Се надеваме дека ќе биде подобра и полесна од минатата, ама и во 2021 година продолжуваме со приоритетите кои што беа актуелни и ја обележаа 2020. Ако во 2020 година главниот позитивен настан за сите нас беше членството на Република Северна Македонија во НАТО после речиси 30 години чекање или трчање, во 2021 година на сите нас во одбраната фокусот ќе ни биде да го практично докажеме и да се покажеме на дело какви сме како членка на Алијансата. Во 2021 година главниот акцент ќе го ставиме токму на нашиот капацитет во Штип, каде што е лоцирана нашата НАТО декларирана главна единица лесната пешадија. Овдека и во текот на 2020, но особено оваа година, ќе обезбедиме навистина подобри услови за работа, за вежбање, за подготовка за НАТО предводени операции. Затоа задоволство ми е да кажам дека тука своја шанса за работа и за напредок ќе добијат најдобрите млади војници, подофицери и офицери кои што ќе ги исполнуваат повисоките критериуми и кои што ќе покажат резултати. Веќе во 2020 година ги започнавме обуките заедно со тимовите од Обединетото кралство и овде, меѓутоа и на Криволак, а денеска бевте присутни овде кога ја продолжуваме нашата обука. Значи, научивме тоа што може од сојузниците, меѓутоа продолжуваме и самите да работиме и да создаваме единица која што гордо ќе го носи и македонското знаме, ама и значката на НАТО припадност. Можевте денеска исто така да се уверите дека после долги години најпосле нашата армија има целосно комплетирана борбена униформа, целосно сме идентични кога ќе ги погледнете, со нови борбени униформи, со нови беретки, со ист тип на униформа, како што личи на една НАТО армија. На крајот на минатата година дополнително обезбедуваме уште една целосна униформа со сите дополнителни делови, меѓутоа обезбедуваме и спортска опрема не само за декларираните единици, туку буквално за секој припадник на армијата. Ако сакаме да бидат физички подготвени, ако сакаме да ги исполнуваат високите физички стандарди, мора да знаеме и во нив да вложуваме. Значи, главниот фокус во оваа единица го правиме и со тоа што доделивме дополнителни примања за сите оние кои што ќе бидат дел од лесната пешадиска единица, а исто така оваа година ќе стартуваме реконструкција на два објекти овде во Штип. Така што покажуваме дека знаеме кои ни се приоритетите, меѓутоа покажуваме и дека знаеме пред се да вложиме во нашите добри, млади девојки и момци во армијата. Затоа благодарност денеска и до командантите. Ова денеска што се случува не е направено за нас. Ние само им одземаме половина час од денешното време. Ова е како функционираат секој ден. И сето она што ќе го вложиме во ниво 2021 година, ќе се оценува во 2022 година. Многу е краток рокот, многу се тешки и високи очекувањата, меѓутоа немам дилеми дека со вакво водство и со вака посветени млади луѓе ќе успееме.